Можат ли преработките да бидат вистински пример за зачувување на македонската традиција? Што повеќе ви се допаѓа? Она изворна македонска песна која ќе ја слушнете или незината добра преработка? Во оваа тема ги имам момците од Next Time, Мартин и Стефан, да, Филиповски. Да, ве погодив, Мартин и Стефан, Стефан и Мартин, да. Многу повеќе се личите сега отколку кога излеговте за прв пат на македонската музичка сцена. Па не знам, може овие бради што ги пуштаме. Брадите, да. Сега сте тотално непрепознатливи. Не знам кој е Мартин, не знам кој е Стефан. Ние секогаш еве вака, можеби ретко стануваме за во емисии, утрински емисии. И се прв пат волку рано и викаме: чекай, кој бев ја? Кој сум ја Дали всушност? сум ја Стефан или Мартин? А што правите? Па наутро нели немавте тешкотија да станувате? Јас таква информација знам за вас. Да, немаме, меѓутоа не за 7 савале. А не за 7 Моравме да станеме порано за да. Кога имате обврска, некако повеќе ви се спие, кога немате станувате. Така, да, тоа е вистина. Само по себе, да. Да, во предвечерието, така барем беше најавено, новото видеоиздание и ја продолжувате она веќе како традиција, така, ќе биде традиција во однос на преработките на македонските народни песни и во Драмски театар се случи премиерно да ја слушнеме преработката на Слушам кај шумат шумите. Ќе ни кажете аранжерот, композиторот, мислам аранжерот воопшто на сето тоа и кој се подпишуваше во однос на фотографија, кој се го изработи видеозаписот и така натаму. Веќе си знаете, така? Ме гледа Стефан цело време како да треба ја да кажам. Да, Стефан нешто ми врти грб, ми врти лице, не знам, нешто скарани сме. Ајде, Се координираме кој да одговори. Се координирате. Добро, вие со поглед се разбирате, тоа го знам како близнаци. Мартин повели. Стефан, еве као постар ќе кажам. Значи, добро, работевме со истиот тим од прошлиот проект Ја излезе Ѓурѓе. кој патам помина исто така Да. фантастично. Па да, со Рушевте рекорди буквално. На гледаност и на слушаност. Рекорди, да. Видете, мерило сега во светот е социјалните мрежи како рекорди. Меѓутоа нас не фасцинира податокот што на самата улица кога ќе искочевме, луѓето ја препознава песната, ја познава песната и дури на планина кога ќе одев, кога ќе се среќав со некои си овчари, ќе речеа као: еј, да, вие знаеме песната, сме ја гледале на YouTube, што е многу битно. Еве и на овој проект Слушам кај шумат шумите работиме со истим. Значи од видео до аудио, тоа позади аранжманот стои Никола Мицевски, кој заедно го создававме. Некако креативноста им беше поделена на Стефан и Николче, каде што Николче еве го доаѓа. Николче си ја заврши работата перфектно. Да. Кога сме кај Николче Мицевски и тој ни е тука во студиото, но малку само да се наместиме, да ве потсетам вас гледачите на телевизија Нова, дека ова е сепак отворена програма, информативна и утренска. Може и вие да се вклучите на 2402-005 или на 2402-002, па кажете ни го вашето размислување во однос на оваа тема, колку преработките се вистинскиот начин на изворните народни песни да ја зачуваме или вистински чувар на македонската традиција. Тука сме со вас, само за кратко. Да, ете, се случи, се наместивме, добре, продолжуваме со отворената програма на телевизија Нова. Добре дојде и за композиторот и аранжер и оне што ја продолжува македонската традиција во однос на народната песна Николче Мицевски. Добро ти утро и добре дојде. Добро утро. Почнавте без мене, а? Да, се договаравме почнавме. дека нема. Се Ти кажав дека нема да стигнем.
Кога ми кажа? Ама те чекавме, не го откажавме разговорот, таман Ама се работа. договоривме Треба да не една лента почнуваме. да направите овде за Аха, гости. лента и... Добре, јас кој? имам обврски со градинки, со школа и такви работи, морам да се... Таа обврска ти е да си утренска, Гимнастика. ти припаѓа тебе, гимнастика, така? да. Да. И така. Вака ќе ве гледам Убаво. сега заедно. Убаво друштво, да, се Одлично. собравме. Да, се Да. познаваме. Ете, колку знам дека одамна сте во оваа бранша, како композитор, како Да. аранжер, воопшто и вашата група се занимава со зачувување исто на македонската традиција, но Мисија. дали и мисија, да. Ова е вистинскиот начин да се зачува она македонско творештво со преработки. Вака, ова е или- еден од начините. Нормално. Постојат повеќе начини. Сега релативно е. Значи, зависи како Се е е направено. релативно добро, крај на темата, чао. Релативно е преработката. Може да значи зачувување или може да значи оддалечување. Значи, постојат добри и постојат лоши обработки. Ако е тоа лоша обработка, ќе се расипи воопшто впечатокот на луѓето за таа песна. Има примери такви, за жал, има примери. Ако ја познаваме она изворната што е, Тоа сакав да кажам, тоа е непрепознатлива за да се преработка. преработува нешто треба да се знае нештото во сршта, треба да го имаш доживеано, да го живееш тоа и да знаеш до каде можеш да одеш. Нели до искривување или неискривување, шминкање, аранжирање, пакување, се тоа една голема работа и не е едноставно. И има примери каде што нели се обработува нешто, а не се знае суштината, не се знае богатството на таа песна или мелодија и сите нејзини компоненти, затоа викам има и лоши и добри обработки, така да еден од начините, да, со добра обработка може да се направи да заживее повторно таа песна, да се доближи до денешниве генерации, од друга страна на повозрастните генерации, или да им се даде нешто свежо и повторно да ја засакаат таа песна. Ја излези Ѓурѓо е пример за тоа. Пример за тоа е проектот Божилак на Тоше Проески, кој нели многу песни од тој проект се вратија. Некако пример даде како треба и понатаму. Апсолутно, пример за успешни обработки. Пример за неуспешни нема да давам. Има многу. Тоа е еден начин. Друг начин на зачувување, апсолутно јас ги почитувам оние оригинални изведи, оригинални снимки. Едно време Македонска радио телевизија најповеќе располагаше, не знам сега, мислам, со тие снимки, затоа што таму се правени тие, нели? Да, веќе во обработување и дигитализирање да, на мислам дека треба исто и малку да се обрани внимание и за тие снимки, изворни, нели, Бадеев, не знам, Васка Илиева, Сариевски, онака како што се, треба да се најде начин да им се презентира. Ние немаме начин да ги слушаме тие снимки, освен на некоја документарка тек тук некаде. Треба можеби да се најде така поголем маркетинг на тие снимки, да ги слушаме од тоа време. Има посебен шмек, богатство, амбиент, едно друго време. И тоа е еден начин на зачувување на таа традиција. Сега ќе видиме понатаму. Да, Стефан, да се обратам или? Да, се расони, да, може. Слободно повелете. Што ќе прашате? Во однос на ова, какво размислувањето твое? Преработки добри, преработки не толку добри? Успешни, неуспешни? Да бидам искрен, ја немам многу познање во тој дел као Николче што се преработува и што не. Повеќе што не, отколку што се преработува. Затоа што искрено не ја следиме ние таа сцена премногу као Next Time. До души никош не верувавме дека ќе се најдеме во оваа ситуација каде што сме денес, значи да преработуваме стари изворни македонски песни. Меѓутоа мислам дека Господ си има план за секога. Можеби ни било пишано така да се сретнеме со Николче и да се одлучиме за да направиме некоја заедничко дело. Првото дело ни беше Јазле и Ѓурѓо и помина како што помина.
Второто дело ние слушам кај шумат шумите и Третото поминав кај дело. што помина. Третото дело би сакале да го заокружиме со значи цел албум да биде. Здравје Боже, работиме на тоа заедно со Николче. Имаме идеи, имаме инспирација, имаме мотивација и тоа е најбитно. Не сум слушал многу преработки, ете како што кажа Николче, може сум ги слушал од Тоша Проевски, Божилак и некои други, меѓутоа тоа се да Јас минимум на број. Сум работел сигурно на 4, 5, 6 проекти такви на обработки. Ќе зборуваме, но добро. да дадеме предности на гледачите на телевизија Нова, да слушнаме кој ни се јавува на телефонските броеви, испишани се на екранот 2402 и 2402 Да слушнаме кој ни се јавува. Добро утро, за кого? Ало, добро. Добро утро, кој ни се јавува? Од групата Мистик, групата од Битола, Мистик. Аха, добро. Битола, од Битола се јавува. Јас сакам да снимам сингл, може, сакам песна да снимам. Кога бев мал имавме тапани, миксета, се имавме, свиревме заедно, ама сад се растуривме и така. Сами по сами. Добро, конкретно прашање имате за нашите гости? Го погледнавте видеоизданието на од Next Time за Слушам кај шумат шумите, или тоа е чисто како размисла ваша? Дека сакате да свирите и да пеете? Јас не се склучив сеја се склучив, за моето да ви кажам, сакам да снимам песна. Да снимате песна? Да, само една така како а уво пеам, ми сакам. Да, ќе организираме нешто такво. Да, ви благодарам за јавувањето. Да, аудиција ќе Подариме на направиме. обработка. Да. Ете, Николче, ова гласно требаше да го кажеш. Да, ви благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден. Повторно може да се вклучите во отворената програма или утринската отворена програма на телевизија Нова, наречена Информација точна и навремена. И верувам дека точно и навремено и денеска ќе ги раздалбочиме оние теми за дилеми. 3 се наброи денеска од 7 до 10 часот. Втората тема, како што веќе ја отворивме и почнавме и да правиме муабет и се расонивме, се е во ред. Да. Кои се тие проекти што има ли некој проект што сте го одбил? Ајде сега да почнам на вие, затоа што да. Сум го одбил. Да. И па сега како? Да, затоа што едноставно не ви било местото таму. Не знам не како не сте... Добро сега. Нели со текот на годините човек како расте и се развива и еве напредува, нормално дека ќе одбираш со кој како ќе работиш. Нели на почеток секој е желен за се и се што да работи, па прифаќаш повеќе се и се што да не речем. Да, и тоа е нормален тек на секој еден. Да, секако. И автор, и пејач, и изведувач, инструменталист. Меѓутоа, како времето поминува, како имаш искуство, како навлегуваш и нормално секој од нас се труди да напредува, се разбира дека одбираш со кој како што да работиш. И јас живам професионално од музиката, за музиката, и се разбира дека сум многу внимателен во таа работа и многу ми значи тоа. Знаете, порано можеби ќе се сработеа годишно, не знам, 50, 60, 100 песни. Меѓутоа, последниве години, јас викам и една да е годишна, ама да биде така како што треба. Квалитетно. И затоа што се потпишувам јас позади неја и тоа ми значи нормално. Да. Како производ воопшто. Да, ќе ги споменаме повторни проектите, но да дадеме предности на следната гледач. Да слушнеме. Добро утро, за кого? Добро утро. Добро утро, кој ни се јавува? Гацова, фамилија Гацови. Двајцата браќа близнаци знаат кој е Гацов. Многу поздрав и преубави песни, значи не сме слушнале вакво нешто, вакво издание. Јас Абелева која го видов спотот. Да, веќе ни е хит на неделата.
се одушеви. Значи нешто невидено, невидено. Многу среќа и така да продолжат со убави песни. Оти стварно ова им лежи изгледа на нив. Иначе поздрав и од нивниот наставник Гацот Иван. Некое прашање, дали имате ли воопшто мислење врзано за темата? Повеќе ги сакате оригиналните изворни песни Не, или преработкава е прекрасно. Значи, преубаво нешто. Јас со Бајлео, значи, не знам, па и ова глумицата што глуми мајка, значи невидено нешто. Значи, момчињава се прекрасни. Па и со брадите, толку убави станале, ја ги знам од мали, меѓутоа, прекрасни дечки станали. Да. И нека продолжа така, а и дечково што аранжманот го прави, тоа е исто еден квалитетен дечко што стварно ќе направи уште убаво да биде. Да. Многу среќа и само така да продолжат. Да. Така. Ви благодарам за зајавувањето. Верувам ја препознавте. Да. Да, госпоѓата. Колку се ги познаваме македонските ура, колку си ја познаваме македонската традиција, колку ги познаваме Сариевски Александар, Вања Лазарова, Јонче Христовски? Па Јонче Христовски е од нашето родно место. Барам ја така мислам дека тука од Демихисарско беше од село Жван, мислам, или имаше куќа кај нас во село Жван. Така да ги познаваме неговите дела, ги познаваме и делата на Сариевски. Така да, меѓутоа, сепак ние сме некои артисти што се одлучиле во друг правец на музика и не можеме да зборуваме исто како што може да зборува Никол Чемисевски за сите нив. Да, кога излеговте бевте Џон Бон Џови, а сега сте Мартин Стефан Пипирката. Да, така некако излегува. Традиционална музика. Знаете што е интересно? Да, што е? Во целава работа. Ајде. Што е тоа интересно во целава работа? Спојот на енергии на различни гледишта е една од важни работи. Значи, нивните гледишта на целата работа. Тие цел живот нели биле малку поинаку насочени на музика. Секој еден од нас си прати одредена, не може секој се да знае. Така да. И јас никогаш не сум бил стручнак за рок или за метал или за нешто друго. Секој се одлучува, односно по природа е нешто предодреден за одреден стил на музика. Интересно е што ние успеавме да ги поврземе и да извлечеме најпозитивното од нашите енергии и гледишта. Стефан, со неговата изведба која има на овие обработки, една сосем оригинална изведба и гледиште негово. Ако беше, би рекол, типичен народњак кој пее цел живот народна песна, немаше да се долови ова што го имаме како производ. Тоа е многу важно. Исто така, кој друг да ја пее, да ги пее овие обработки, нема да ја има оваа димензија на целокупниот звук. Затоа сакам дека тоа е интересното. Дека неговото гледиште, неговиот стил, прилагоден би рекол, сензибилитет, нормално боја на глас, изведба е многу важна работа за Фала ти, Николич. Не сум ти кажал за ова. Не сум ти кажал за ова. Ќе ти кажам показ. Да слушнаме, имаме повторно гледач на телефонските броеви на 2402-002 и 2402-005. Добро утро и добре дојде за кого? Павле на телефон. Павле, добро, убаво слушнав. Павле, прво честити за емисијата. Ви благодарам. Честити за младиве што знаат да го усабршат на старото. Тоа не држи, тоа не останува во живот. Сакам да искористам прилика да упатаме на покана преку вашиот на 22 октомври славиме годишница од посветувањето на храмот посветен на Свети пророк Илија во Горна Нерези. Ја користам ова прилика да и поканам сите да дојдат да видат што е убавина и духовното, македонското духовно и е многу поголем чинител во светот и така.
Апсолутно се согласувам. Ви благодарам за поканата. Никакво размислување на оваа тема или воопшто прашање за нашите денешни гости? Па, за вака да ви кажам, нека настават убаво. Не ве разбрав? Вака да ви кажам. Ајде. Нека настават убавината во старото, убавината е во македонското и затоа искористив прилика и духовното да озбогатиме старото духовно нашето и така натаму. Добро. Тука сме на вистински пат. Да, на вистински пат сме. Ви благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден и понатаму останете на фреквенцијата на телевизија Нова. Го слушнавме прашањето и воопшто размислувањето, така, од господинот? Да, дека На вистински пат сте на били. вистински пат сме били, да. Добро, да, работиме ние, нели успесите и позитивната реакција на публиката е мотивација за нас за да продолжиме во истиот правец и се тоа да го комплетираме и заокружиме со еден албум и здравие, нормално големи концерти. Да, започнавте со поп музика и таму фантастично поминувате на нашата македонска музичка сцена. Излезе најновото издание на или видеозаписот за Слушам ке шумат шумите, но мислите ли дека понатаму има каде да се пласира сето тоа? Промоцијата помина, но освен социјалните мрежи, други медиуми? Мислите за видео материјалот? Видеоматеријал, аудио воопшто. Па нормално дека има. Мислам, тоа е работа Дали ќе на опстои? маркетингот. Тоа ми е прашање. Дали ќе Апсолутно. опстои зависи од вас телевизиите, колку сакате вие да го поддржите тоа и тоа е веќе ваша, нели, работа. Нашето е завршено. Вие треба да го испромовирате. Еве како што нова докажува дека поддржува. Да, телевизија ние, Нова друга поддржува неделата вистински и вредности, да. Зборував општо за телевизиите низ Македонија. Така да треба да се даде поддршка на едно вакво дело, па не само на вакви, на сите артисти што внесуваат квалитет во она што го работат. Така да без вас, нели, ние сме И без вас. малку после. Взаемно соработуваме. Соработката е заедно си тука. помагаме Едни и без тоа други е, не да. можеме. Да, Да. едни без други. Да слушнеме кој повторно ни се јавува. Јас не успеав ни прашања да ви поставам. Добро утро за кого? Поседиме. Тука сме. Добро утро, кој се јавува? Гледачка од Скопје. Сакав прво да ви ја пофалам вашата утринска програма. Ви благодарам. Пополнивте еден празен простор. А што се однесува до вашата тема, како не, дека преработките можат да бидат чувари на македонската традиција. И не знам кого повеќе да пофалам, дали композиторот или пак изведувачите. Прекрасна им е изведбата на Слушам ке шумат шумите. Благодарам, пријатно, само нека продолжа така. Прашања немаме, така? Добро, тоа е тоа. Само пофалби и пофалби, ова го очекувавте? Ни значат сите пофалби, па за тоа и работиме, за да едно наше дело кое ќе излезе во јавност, да луѓето дали да се најажат од тоа, дали да го почувствуваат, како што викаат, голем број на коментари со морници, позитивни. За тоа работиме ние како тим, за сите овие убави коментари, за тоа што ни се исполнува душата и ни дава мотивација да од дело на дело да не потфрлиме, да работиме што посериозно и поуспешно. Да. И вистинскиот начин сте го одбрале. Да, од традиционална до светска музика. Односно тоа е звукот веројатно на она светска музика. Но ние веќе дел од тие народни изворни песни си ги познаваме, така? Реков дел затоа што ни вие музичарите не ги познавате она цела ризница што тоа е непресушен извор на музика и на богатство воопшто на музички фолклор. Но што со промоцијата надвор и што би сакале ета понатаму како нова преработка? Сега не знам кој ви е изборот за албумот што треба да излезе со овие преработки така на македонски изворни песни од Next Time заедно со Никол Черницевски. Но што е она што би сакале надвор од границите на Македонија да биде како инпут да не слушаат странците? Кој инструмент или кој треба да биде она препознатливо? Ова од Македонија. Па
така како што мислевме го направивме, нели? Добра. Значи и во едната и во другата обработка има вклучено традиционални инструменти кои се карактеристични за нашиот фолклор. И одредени делови типично, нели, изворни ги оставивме така како што треба. Нормално спаковано така како што е спаковано. Јас сум среќен што на овие на Ѓурѓа, ајде шумите ја извадивме вчера. Но веројатно има најверојатно. Да, значи, сега има тука ќе позитивни... ставам, ова ќе дадам повеќе акцент на тоа. Не работевте на тој пазар, така? Не. Па сигурно дека не планираме дека да не слушаат само во... Се шегувам, да, ќе ми кажат и за тоа каде во Битола и во Скопје и никаде на друго место. Да, и толку, завршувам. Има реакции, има многу позитивни реакции, особено од балканските земји, меѓутоа и од земји кои немаат врска со Балканот и со овој фолклор. Има и коментари многу, во смисла Кои се еве коментарите? текстот не го познавам, Да, нормално не го еден американец не го разбира, Нешто е меѓутоа тажно. емоцијата ја доживувам. Јас имам многу примери, ако Ајде земам да да ги кажам. слушнеме. Зошто да не? Ти Така, многу буквално колку го имаме свати. време? Ти многу буквално го на Твитер. Читаме Да. коментари. Конкретно минатото лето имаше еден човек од Австралија, еве се, ајде, ако веќе се фајкаме за тоа. Па да ни Продуцент интересира кој со каков се цел живот работи со музички продукции, менаџер, диџеј, во таа индустрија, живеел во Лондон, не знам колку години, во Њу Јорк. Има македонско потекло, ама прв пат доаѓа, човекот е 50 на години, прв пат дојде во Македонија, конкретно од Битола е. Не ми се смее. И прошета тие, не знам, една недела, 2 недели, низ Македонија да си го види, да види од кај потекнува, иако е роден во Австралија. Меѓу другото се заинтересира да ја најде екипата која работела и Next Time и Никол Шемицевски на Ѓурѓа. Добро. И ми кажуваше дека во нивни кругови, таму помеѓу музичарите, колку била популарна и колку ја коментирале. Иако вика, тој малку познава македонски, не разбираме, меѓутоа продукциски, изведба, емоции, значи многу е лесно да ги доживееш и као со неверување дека еве тоа излегло од тука. Да, да Значи слушнеме. тоа е само еден пример, затоа викам сега и малку ми е нели сега без веза да ги кажувам тие работи. Како и да има многу позитивни реакции и нормално ова кога го работиме размислуваме дека треба да го слушаат и надвор и да биде тоа една позитивна и добра работа излезена од овие простори. Да слушнеме колку убави чувства навирале кога ја слушале преработката на Слушам ке шумат шумите на Next Time за следната гледачка. Добро утро, за кого? Гледачка од Скопје. Да, повелете. Да ги поздравам гостите ваши, да ви честитам на поканата на овие еминентни наши афирматори на македонската музика и култура и традиција. Им честитам и им пожелувам да продолжат по истиот пат. Благодарам. Да, конкретно прашање имате или само пофалба до најновото што го направија Next Time и Никол Чемицевски? Тоа е тоа, да, се изнасмеавме, па што? Ете, убави вибрации постигнуваме кај нашите гледачи на телевизија Нова. Колку сте задоволни, ете, во каква насока се движи македонската музичка сцена во моментов? Ние или македонската? Ние во македонската музичка сцена, во која насока се движи и дали сте задоволни? Да, ја сват, да. Од досегашното. Да. Он сват. Да, сметам дека не знам, искрено И зошто се преориентиравте да преработувате традиционални песни? Зошто не останавте во поп музика? Да, искрено сметам дека се наоѓа македонската музика малку на некое не добро ниво. Можеме подобро, затоа што сме музикална нација. Меѓутоа, не знам што се случува. Можеби секој му се дае шанса да стане пејач, пејачка и било што, музичар. Едноставно, можеби немаат ни композиторите добри идеи за стварање на некој хит кој што ќе трае.
Као што кажав, сметам дека можеме подобро као нација, но време да ќе се покаже. Да се одлучивме да продолжиме ние као Next Time во овој правец, затоа што не знам, немавме некој се мислење, са мора да ќе продолжиме со правење на преработки заради некоја си причина. Едноставно се случи. Јас или Ѓурѓио беше прва песна, таа беше се случи толку спонтано. Додуше ние се пеевме по настапи, ја пеевме за прв пат во емисија заедно со Николче Мирцевски, неговата група Фонтана. Да. И од тогаш некако почнавме да си ја пееме на настапи. И гледаме дека луѓето премногу добро ја прифаќаат, а не беше толку популарна меѓу младите. И седнав на клавир дома, Мартин беше негде мавро, си пуштив за снимање, викам да видам како ќе ми звучи. Јас сам кога ќе заслушам како сум ја пел песна. Демото се искочи како што се искочи. Мартин ми вика мора да правиме преработка, премногу добро звучи. Ред други луѓе кажа кој пела? Викам ја, што збориш, ти вака пееш. И ни даде мотив да направиме една официјална преработка. Го избравме правилниот човек. Фала Богу што не насочи да го избереме правилниот човек за да го направи аранжманот на таа песна, музиката. И тоа се случи успех и сметаме дека Тоа е тоа. Сакам ја да кажам нешто околу оваа тема. Имаме уште едно 5 минути, уште нешто повеќе до гледачите на телевизија Нова ако сакаат да се јават, но би сакала да слушнеме мислење и воопшто прашање за денешните гости. Повелиме. Ја мислам, тоест тврдам, ние сме се уште поп изведувачи, поп-рок изведувачи, тоа никогаш нема да го смениме. Меѓутоа, кога гледате дека се некои работи ви функционираат предобро и се прифатени од публиката, ве прифаќаат на тој начин. Треба да продолжите со тоа. Зашто да не го направиш за окружиш со некој албум? Тоа е цело. Народот е жеден за убава музика, македонска музика. Имаме квалитетни изведувачи, имаме квалитетни композитори. Ни фали само малку подобра организација во цела работа и малку повеќе поддршка од медиумите, од телевизиите. Ни фали една музичка телевизија, каде што 24 сати ќе има македонска музика од секаков жар, тип, и ќе бидеме на поинакво ниво. Да? Значи, мислам дека генерално сега ни фали една добра организација. Значи, вака да не организира, затоа што едно е да си композитор или изведуваш, друго е да си менаџер. Сега кај нас е некако испомешано, сите сме си се и се што, меѓутоа, затоа викам, една поголема организација, поддршка од медиуми, еве како вие што поддржувате, значи да има секаде кај да го испромовираш ова, да има музичка емисија, телевизија, да има 24 сати. И работите би биле Најбитно да имаш некој што ќе те го финансира. Тоа ќе си дојде спонтано, апсолутно. Тоа ќе си дојде, вие покажете со спонзорите, сами ќе си дојдат. Кусо само. Во име на Next Time, да ја поздравиме Катерина Петровска, Diet Hood, која несебично го помогна овај проект, односно го финансираше и со нејзина помош успеавме да го направиме сето ова. Со нејзина помош успеавме плюс да излезе ова видео, значи да се радува секој македонец кој би очул. Ви благодарам за денешното утренско гостување. Начнавме тема, ќе ни бидете повторно. Ова е тема за дилема со безброј прашања и да, ќе се видиме повторно. Ви посакувам многу успех со албумот. Ќе ни бидете повторно гости, тогаш ќе промовираме секако. Тука сме. Продолжуваме ние со отворената утренска програма на телевизија Нова. Немаме надвувете фреквенцијата. Ќе продолжиме со многу теми и со многу информации само за вас.